pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. 2, don't let him in, you have to kick him out again. 3, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. I got no rules, I count There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. The scars of your love, they remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the sea, you had the heart inside of your head, and you played it to the beat. Would you, I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, Толку беше? Да. Ние сакаме уште. Таман се разигравме. Од 1982 година под покровителство на УНЕСКО се одбележува 29 април како меѓународен ден на танцот и со кого најубаво да го одбележиме денешниот ден, ако не со неголемите професионалци. Од Прима Данца имаме гости, заедно со нив и Жаклина Ковачевиќ Божилова, еден од тренерите во Прима Данца. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Добро утро. Нека ни е честит денот кој што го живеете и живеете години наназад. Па Бога ми 50 години. И тоа не се малку. Сега, ајде да ги вовидеме и нашите гледачи, кои што го следат танцот и модерните и латино танците, го препознаваат вашиот лик, па и вашето име. По вокација професор по физичко образование и магистар по кинезиологија, насока спортски танци. Од каде приказната, кога, како почнавте со танцот? Значи, со танцот започнав 85-та година, 86-та, и тоа на барање и на инсистирање на мојата професорка по спортски танци, што ми предаваше на факултетот за физичка култура, тогаш Катица Димова. Некако во соработка со Тодор Миладинов дојдаа во констелација дека јас треба да бидам стручен соработник во спортските танци. Така да мојот пат 85-86 година започна во Ритм Плюс, како стручен соработник, како еден од тренерите кој што го воведе новитетот на разгибавање, на кондиционно спремање на сите танчери, затоа што сите знаеме дека спортот без разгибавање, без кондиционно спремање, спорт нема да бие. Значи, сите спортисти мораат тој процес да го поминат. Така да ние успешно го воведовме тоа, мислам, тој процес, така да танчерите одеа се понапред и понапред. Во 2019 се префрли во Прима Данца, сега сум веќе тренер во Прима Данца скоро 4 години, генерален секретар на Танцовата спортска федерација на Македонија, која што е членка на Македонскиот олимписки комитет, членка на Светска танцова спортска федерација, на Меѓународниот олимписки комитет и нормално учесници на
Олимписките игри Париз Ќе 2024. дискутираме тоа малку подоцна. Добро, во ова стресно секојдневие во кој што живееме, а особено по ковид пандемијата, па и за време на ковид пандемијата, никако психолозите го препорачуваат танцот и како добро за нашата душа, тело, целокупно, но и за здравје. Јас искрено го практикувам, особено после работа, кога ќе влезам во кола. Во кујна најдобро играш. Искрено, ние бевме единствениот клуб за време на ковид кој што трениравме надвор. Значи, ние не прекинавме со нашите членови за време на ковид, туку едноставно ги почитувавме правилата дека не смееме да бидеме во сала, но за да не бидеме ставени нели под маски, ние едноставно го користевме надворешниот простор покрај кејот на Вардар да тренираме секој ден, па најмалку по 4 сати. Искрено можеме да се пофалиме дека ковид состојбата ја поминавме без разболувања, сите деца ни беа здрави, сите беа насмеани и едноставно психички беа здрави. Значи, не беа депресивни, не беа разочарани, не беа нели онака тмурни, туку тој им беше еден вид радост, затоа што иако нешто нашата држава забрануваше, ние наоѓавме начин како да се собереме, како да тренираме, а истовремено и да се дружиме. И се менува времето, исто така се менуваат и стиловите. Ако до порано кога се станува збор за танцот, првата асоциација не беа стандардни латино танците, сега имаме и модерни танци, Значи, и ги сакаат, и младите што повеќе сакаат. Значи, во Македонија се започна најпрво со стандард и латино танците, кои што доминираат долго време и ден денеска доминираат. Не можеме да кажеме дека се тргнате, затоа што се уште доминираат. Негде од 2015-16 започна да кажеме експанзија на тие модерни танци, каде што младите нормално кои што не можеше да се пронајдат во стандард и во латино танците, се префрлува на модерните танци. Но зошто? Затоа што стандард и латино, за да вие тренирате, вие на вистина треба да се жртвувате себе си. Затоа што прво тренинзисите се доста тешки, има доста тешка техника, која што во модерните танци таа техника се уште не е толку, да кажам, приоритет за да нешто направите. Да, имаме во одредени танци, модерни танци, како што е контемпорари, модерен, каде што техниката мора да ја имате од балетот. Значи, но каде што е хип-хопот, стрит денсот, веќе тука работи целото тело и тука малце техниката е тргната на страна. Но се повеќе нормално и тука веќе се внесува техниката, така да децата кои што не се пронаоѓаат во стандард и латино, ќе се пронајдат во модерните танци. Ве слушам внимателно и да, ги споминавме новите модерни стилови, можеме особено на надпреварите да ги забележиме, да ги видиме, колку сме напреднали, колку сме креативни. И сега надпреварите, освен што се рај за очи, нема нешто поубаво кога ќе ги видиме, особено облечени, како што имавме прилика сега да ги видиме. Од друга страна, остана да бидат мерило дека ако навистина те бива, ќе се појавиш на надпревар и ќе освоиш награда. И дали е точно тоа, сакав да ве прашам, и нашите македонски танчери како котираат? Значи, ака не може да се пофалиме дека долги години сме организатори прва танцовата спортска федерација на Македонија. Во своите рамки има два меѓународни надпревари, тоа се Скопје Опен и Македонија Опен, и може да се пофалиме дека 2019 година пред ковид состојбата Македонија Опен беше еден од најголемите надпревари во регионот, каде што собра 39 држави од 3 континенти. Каде што имавме 45 меѓународни суди, кои што високо котираат како суди во Светската танцова спортска федерација. Значи имавме многу танцови двојки и многу спортисти во модерните танци. Ние ковид ситуацијата малце не сопра, но после тоа кога се отворија повторно вратите за надпревари, ние истото го повторивме, така да минатата година ние имавме 28 држави на Македонија Опен, што буквално го држевме надпреварот во 2 сали. Нашите танчери високо котираат на светската ранглиста и тоа можеме да се пофалиме со латино солото, кое што на светското првенство го освоивме 9-то место. Значи, тоа е веќе високо место, каде што на ранглистата се котира од 2 до 5, ранглиста светска зборувам, не македонска. Сега ги очекува истите танчери, ги очекува Европско првенство во Загреб, ги очекува Светското првенство за латино соло во Сараево, а контемпорари ги очекува Светско првенство во Шведска. Значи, можеме да кажеме, нашите танчери, кои што се членови на танцова спортска федерација,
колку високо котираат на светските ранглисти. Особено радосна вест ни беше информацијата дека танцот влезе на листата на олимписки дисциплини. Точно. И сега ќе го гледаме ли во Париз во јуни? Значи, за прв пат Танцовата спортска федерација е влезена веќе пред 30 години во Олимпискиот, во Меѓународниот олимписки комитет, а од 2020 се изгласа дека брейкингот станува дел од Олимписките игри и се започнува во Париз 2024. За жал, ние немаме македонски представници, затоа што брейкингот, колку што знаеме, и да им објаснеме и на гледачите, дека не е туку така лесна дисциплина. За да тренирате брейкинг, вие треба добро да сте подковани со гимнастика. Значи, ако еден од танчерите не ја помине таа процедура во гимнастика, каде што се изведуваат сите оние гимнастички високи фигури и елементи, не можете да тренирате брейкинг, поготово каде што треба сето тоа да го склопите во еден вид и со танцот. Брейкингот 4 години имаше светски купови каде што сите танчери од светот требаше да ги поминат тие квалификации за да соберат одреден број на бодови и после 4 години најдобрите 16 машки и најдобрите 16 женски танчери заминуваат во Париз 2024. Што се надеваме дека следните 4 години барем ќе имаме некој македонски представник, па 28 година ќе одиме со Македонија. Дај Боже. Дај Боже, да, ве слушам како кажувате кои се квалификациите кои што треба да ги поседуваат за да се надпреваруваме, но сепак треба да се стекнат истите, особено кога од мали нозе се започнува во танц, тој може да биде приубав, но може не дај Боже да се случи некоја незгода. Колку имаме ние квалификувани тренери по танц да можат да да насочат еден квалификуван кадар за понатаму? Вака, прво ќе тргнеме од тоа дека од мали нозе можете да започнете со танц, но не во секоја дисциплина. Стандард и латино можете да ги почнете од мали нозе, затоа што тука се стекнува техниката, за да после неколку години го достигнете, да кажам, почетниот врв, каде што сте добар танчер, затоа што има доста добра, мислам, јака техника, тешка техника, која што секој дете и нели нормално не може да ја изведе. Во други дисциплини можеме да тргнеме од мали нозе, но како што е, например, контемпорари, брейкденс, акроденс, мали нозе тешко. Затоа што прво телото не може да ги истрпи сите оние гимнастички, да кажам, малтретирање. Затоа што сепак телото треба да е добро разгибано, треба да имате високи физички перформанси, второ физичка подготвеност, каде што малите деца тоа не може да го постигнат. Затоа, например, брейкингот, контемпорари, акрото почнуваат негде од 10 години. Сега вие ме прашавте колку сме ние тренерски подковани. Веднаш тука сакаве да ве потпрашам за постои една сето тоа. фама дека доколку си тренирал треба да бидеш и тренер. Да, убаво е оне што тренирал, што го посветил животот во танцот и да продолжи во тренерските води. Но не значи дека секој надпреварувач и го бива за тренер. Значи, за да станете тренер, вие во моментот на ознаката тренер, вие станувате, јас ще го кажам, 10 во 1. Вие треба да бидете и родител, и психолог, и педагог, и доктор, и физиотерапеут, и другар, и родител, и све. И сега сето тоа кога ќе го склопите, вие го добивате називот тренер. Не е само да влезете во сала и некого да тренирате, туку треба навистина со цело срце и душа да му се посветите на тоа дете или тие деца група, за да нешто го постигнете. Втора работа, тренерите имаат една цел, да направат врв со своите танчери. Но што е со целта на танчерите? Дали имаат истата цел? Може би танчерите доаѓаат рекреативно, може би сакаат спортски да се подготват. Доколку вие имате желба кај децата дека сакаат спортски нешто да направат, тогаш добивате одлична екипа. Но доколку се рекреативно, тогаш тренерот треба да го смени својот став. Значи, еве како тренерот треба да котира. Кај нас, искрено да кажам, многу се малце вакви тренери, затоа ние во Танцовата спортска федерација имаме семинари за обука на тренери, каде што им го продолжуваме образованието. Значи, не треба само тренерите да бидат со факултетот за физичка култура, според законот на спорт треба да се, но ние и покрета вршиме до обука за техника, за нови фигури, за физичко подготвување, за новитетите во танцот што се случуваат. Затоа што еден тренер без овие подготовки ќе биде на најниско ниво. И во тој контекст, во која насока треба да се напредува македонската танцова сцена за да имаме резултати?
Значи, треба ние сите да обратиме внимание на своето образование, на својата обука и на доградба како тренер. Ако го немаме сето тоа, ние ќе тапкаме на најниското ниво. Затоа ние посветуваме големо внимание со нашите тренери и можеме да се пофалиме дека ние имаме лиценцирани тренери со највисоката класа на лиценци, кои што еве, како што ви кажав, и на светско ниво добро котираат, затоа што може да се пофалиме дека ние имаме и формација која што пред 3 недели на светското првенство во кореографски танци за групи формации го освоја 4-то место. Значи, имаме и формација со 4-то место во светот. Сега, тој тренер, ако не се посветувало внимание на своето образование, на својата надоградба, на својата обука, техника и се што треба, искрено не би го постигнала 4-то место. Тоа значи дека имаме и одлични тренери. Одлични тренери, Малку, но ги имаме. Малце се, во Танцовата федерација котираат негде околу 13 лиценцирани тренери, кои што на вистина секоја година посетуваат разни семинари и обуки и кои што еве си го покажуваат и својот успех. Јас се надам дека нема само на 29 април да говориме за успесите на Македонската танцова федерација и нашите клубови. Не ве очекуваме во ноември на Македонија Опен, каде што повторно одиме со ворто, значи со светските отворени првенства во стандард и латино, исто со модерните танци, каде што ве очекуваме заедно да уживаме. Секако се гледаме. Јована сега ќе учи чикори на модерни. Модерни танци, модерни, да. Јас во слободна верзија кажав дека по завршување на работните обврски во автомобилот ги усовршувам секојдневно. Можеш да почнеш. Ќе испрашаме. Убаво е. Секако за тоа. Ајде сега. Веќе ни се подготвени 3 убави дами кои што ќе танцуваат модерен танц. Модерни танци, да, хип-хоп и стриден шоу. Уживајте. Ајде. Like somebody that I gon' get bone. Give it up, give it up, give it, give it, give it up, give it up, give it up, give it, give it, give it up, give it up, give it up, give it, give it, give it up, give it up, give it up. Like somebody that I gon' get bone. Give it up, give it up, give it, give it, give it up, give it up, give it up, give it, give it, give it up, give it up, give it up, give it, give it, give it up, give it up, give it up. Like somebody that I gon' get bone. The bookie's on it. How you like that? You gon' like that? Da 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 da. How you like that? How you like that? Da 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 da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Like that. Doom 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 doom. Doom 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 doom. How you like that? Doom 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 doom. Doom 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 doom. You gonna like that? Doom 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 doom. Doom 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 doom. How you like that? Doom 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 doom. Doom 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 doom. Ferme la porte à la Pookie dans le side. Bla 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 la Pookie. Ferme la porte à la Pookie dans le side. Pookie, Pookie. Ferme la porte à la Pookie dans le side. Pookie. Ferme la porte à la Pookie dans le side. What's up, it's nice to know ya. Can't wait to get you back to my car. Spread on my wall just like a poster. Now I'm gonna wanna let it taste. Excuse me for filthy things I might say. It's your fault, your body makes me that way. I know some games you might wanna play. You know I'm gonna wanna love you like this all night. Tangled up until the sunrise. Girl, you shining in the moonlight. Why you dancing in here so low? Say you from Santiago. Anywhere you go, I
pa' ahora, baby. Што да кажеме? Што да кажеме? Се воодушевивме. Инаку има 13 години, така Да, Жаклина? 13-14 години и малава ни е 11 години. Леле, нека се живи и здрави, Сите други прекрасни. повисоки од мене. И може да се пофалиме дека сите девојки се членови на младинската репрезентација на Македонија, кои што ќе учествуваат на европски и светски првенства. За да се одјавиме вака убаво. Нека Зошто да за постигнуваат. танцот, за Да. сите оние кои размислуваат? Танцот е еден убав спорт, каде што психофизички сте супер. Единствен спорт каде што без диета имате одлично тело. Тоа. Значи, немаме граница на години каде што можете да започнете со танцот, се започнува од 5 години, па можете додека самите не изразите желба да се повлечат. Имаме надпреварувачи каде што и на 75 години се надпреваруваат на меѓународни надпревари во стандард танци. Верувајте, одлично изгледаат за своји години, поготово кога ќе се дотераат, нашминкаат, младоста веќе им се враќа назад. Значи не е доцна за нас. Благодарам. Никогаш не е доцна. Благодарам. Слободно можете да Благодарим се гостувањето во приклучите. Македонија И научи. благодариме на Благодариме. вас. Постигнувајте само успех, имајте отворен пат со ваква генерација. Да, сега за 2 недели патуваме на Секај меѓународен надпревар во Чачак, каде што очекуваме добро да се пласираме и сепак да се вратиме со нека награда. Запиши Јована, очекуваме чест. гости. Повторно. Нови Благодарам. гости. Мора само да те прашам нешто. Што значеше тоа без диета имате совршено тело? Аха, памти. Па да. За тоа ќе се разбереме подоцна. Да, да не си Танцот ќе правиме ви дозволи да рестрикции. имате одлично тело, а да можете да си јадете колку Не, што сакате. Јована, начинот на кој што таа изреагира. Аха, до Кристина. Слушаш, памти. па да не си правиме Тоа е рестрикции. Ова, тоа, вака ќе си јадеме. Вака ќе си си танцувате. доаѓате Да, на ќе танци, така ќе е. си танцувате, ќе си јадете што си сакате, а телото Ќе изгледаме како ќе си дојде со девојчињата нека позади. награда. Може, договорено, купено. Благодарам многу.